Во 2016 година во Република Македонија 35 пешаци го загубиле животот во сообраќајни незгоди, додека 871 лица пешак биле повредени во сообраќајни незгоди. Од загинатите пешаци едно лице е на возраст до 14 години, 3 лица на возраст од 25 до 40 години, а 14 лица на возраст од 41 до 64 години и 17 лица на возраст над 65 години. Ова се бројки кои покажуваат дека македонските граѓани се уште не знаат како да се однесуваат во сообраќајот и не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Тоа особено може да се забележи за време на летниот период, кога зголемена е раздвиженоста на пешаците, како и употребата на велосипеди и моторциклисти. Но за безбедноста во сообраќајот во лето влијаат и климатските потреби. Патниот сообраќај како вид на сообраќај е многу зависен од климатските услови. Зимата е еден период кога имаме, ладни услови, кога е надвор од нормално функционирање, меѓутоа и летото е период кога имаме пак високи температури, поготово во нашето поднебје, и кога што можеме да очекуваме дури некоја нервоза и напнатост кај сите учесници во сообраќајот заради зголемените температури и зголемениот притисок. Меѓутоа, летото пак си е еден период кога сите сакаат да се одморат, да се релаксираат, да направат, да уживаат во периодот и во движењата и во сите тие сообраќајни, видови на учесници во градот и надвор од градот секако, меѓутоа често пати тоа може да заврши многу фатално. За поголема безбедност во сообраќајот во лето потребно е учесниците во сообраќајот да ги почитуваат и применуваат сообраќајните прописи, затоа што секое непочитување може да доведе до голема грешка, односно до човечки живот. Возачите максимално, поготово младите возачи, кои што немаат доволно искуство, не смеат да си дозволат никако возење под дејство на алкохол, под дејство на други опојни супстанци и под дејство на енергетски пијалоци, за чие што употреба понатамо ќе биде се во тек одредени научни истражувања како тие влијаат во корелација, во комбинација со алкохол, доколку се пијат, а понатаму се вози. Намерното непочитување на правилата може да донесе до премногу опасни ситуации кои што често пати слушаме дека се завршува и со повредени и загинати во сообраќајот секојдневно. Надлежните советуваат малите деца да не се оставаат сами да учествуваат во сообраќајот. Постарите лица, доколку самостојно не можат да се вклучат во сообраќајот, да побараат помош, затоа што токму ваквото непочитување на овие совети доведуваат до сообраќајни несреќи.